тешки се брат, нешто мислам треба нешто да разглавам нешто или Леле, квиз прашање. Чекај, мора ми текне. Без само море, добро. Сега ми текна, сега ми замина. А мислев крај. Te quiero ver bailar. Bailar. Јас сум Михаил Талев. Огнен Секуловски. Климентина Гилевска. Климен Маневски. Ана Марија Гоџо. Јас сум Ива Марија Батковска. Мила Коруновска. Тамара Танковска. Јас сум Теодора Николовска. Теодор Тасевски. Јас сум Илија Лески. Јас сум Ристе Лековски. Трале или тралзе, хештег, бате мое. По тоа што се запишав на факултет Љубљана. Дружби, уболето. По многу емоции. Дек се вработав и дека бев дел од културолошка. Немам нешто конкретно по кое што би ја памтил. Година на лични успеси. 2020 ќе ја памтам по тоа што се вработив. По фамилиарни моменти. Многу седење дома и гејмање со друштво. По културолошка, дефинитивно. За прв пат вежбав дома континуирано еден месец. Еј, по тоа ја памтам 2020 инсталира Spotify. Пиратски. Бев на скијање. Ќе пробам да не ја запамтам годинава. Гледам да ги издвам добрите моменти. Да шетам. Да одам негде надвор од државава. Не ми фалеа премногу работи. Да другарувам со многу рандом луѓе. Додам на факултет реално. И дружење, и журки. И арена. Да се журкам. Ми фали да се дружам со луѓе, Успеавме да се подружиме на наш начин. Безгрижни збиранки. да свирам. Свирки. Дефинитивно да одам на свирки и да свирам. Ништо не ми фалеше искрено. Све правев. Не се осеќав ко безразлика на целата ситуација кога нешто да ми фалит. Да се гледам со луѓе, со друштво. Да си ги гушнам тие што ги сакам. Да се гушкам со сите и да излегувам. Ау. Се запознав со мојве. Викенди дома. Добри луѓе биле. Почнав јога да вежбам. Дома почнав да вежбам. Се вратив пак кошарка да играм. Ако што да фрлям. Пуцам. И успеав да нацртам еден зид од мојата соба со слика од Ван Гог. Почнав пак да цртам. Цртав 30 дена со ред, секој ден. Да барам работа на интернет. Престанав да гледам серии и филмови, дека можев да гледам многу. Си го средив дворов, го средив дома, садев цвеќиња. Си ја подсредив собана. Бев многу непродуктивен, а обично не сум. Тренирав за трейл, истрчав трейл 18 км. Си фатив женска. Се качив на Магаро, еднашка и не знам дали друг пат ќе се качам, иако е супер, ама слаб сум кондиционо. Гледав да се надоградам најмногу како танчер, пошто и то затворање на некој начин ме инспирира. Да, супер беше. Маврова. Немаше многу простор за посетување места. Никој реално не знам. Германија на размена од Еразмус, поќе градови во Норд-Райн-Вестфалија. Магаро. Факултет. Банско бев на скијање. Белград. Па вие ја пречекав нова година и после тоа мислам дека нигде не ојдов. Верувам. Грција Солур на камп. Брежани. Тоа е тоа. Кај колешка. Во Трпејица. Имаше едно мало продавниче во Љубљана, дома. Покуки кај другарчиња. Тоа беше многу вкусно кафе, а обично беше. Дома. Турско најво си правам сам, со 3 лајци кафе. Микел Скопје. Првиот ден на работа. Најверојатно во Стивс. Во Шила. Многу често пијам в кладилница кафе. Да монтирам вратило на џид. Само дека треба сум научив дека Научив дека од еден човек може многу работи да се бидат предизвикани. Повеќе од луѓето може да се несебични и ми даде некој оптимизам малце. Треба што поќе да помениш време со себе и дека не е толку лошо уствари. Колку многу луѓе немаат совест во ваква ситуација. Ако се рачунат од факултет, многу ново научив. Ако не се посветиш на себе, Научив да ги ценам малите моменти, фамилиарните моменти. Поќе време да можам да сум сам, без да имам потреба од некој друг.
Кога ти се ускратице за излег беше со другари ја се гледаш, ќе полудиш сам. Научих дека мојот е забавно и сам дома. Чудно е да си сам дома в соба по долг период и после колку е преубаво кога излезеш конечно пак надвор. Да правам дринкетчери и макраме мало научив. Научив да монтирам, монтер станав мајстор. Јас во принцип сум од секогаш човек што мој сам со себе да се сеит, али сега некако повеќе го импрувнав. Научив како точно корен да сподираат јавните финансии во Република Македонија. А, и научив да возам, тоа е побитно. Но 2020 ми е измешано све некако. Видиш, не ви текви. Имаше повеќе убави работи. Среќна сум што ги задржав истите луѓе што си ги имав претходно и многу повеќе се зближив. Значи се вработав по струка, дизајнер на интериери, ако ви треба нешто DM ми. И никој што познавам немаше никаков проблем ни со вирус, ни со ништо и мислам дека тоа е доста добро. Староградската пловидба со културолошка. Положив за возачка. Имав неколку 2-3-5 дружби на прсти се број, што стварно беа многу добри. Време да се посветиш на нешто што никој пат не ти текнало во други периоди да се посветиш. Бев в Скопје за прв пат искусив како е да живееш ко студент. Научив да возам кола. Се зближив повеќе со тие што беа во блиското обкружување. Добро, реално, да, најубавата работа во 2020 беше тоа што бев на камп во Грција и успев да стекнам многу знаење. И влегов во културолошка. Дефинитивно надградувањето на поезијата и добив луѓе на кои што можам да им посветам многу поезија. Ајде еднаш. Не ги цениме доволно работиви. Можда требаше една ваква пандемија да не затреси малце и да се вратиме на основните вредности. Пробаме малце да извлечеме некоја позитива со тоа што сме дома сите. Како човечство имаме значи шанси да преживееме вакво нешто, ако уште малце совеста ја докрениме. Дека сега е време и нема утре. Ништо не треба да земаме здраво за готово, поготово здравјево. Дека некојаш стварно треба да си посветиме време за себе, да се инвестираме во себе. Почнувајќи од себе, можеме да го промениме светот. Значи, ние сме секој еден е битен за светот, така да треба и себе да се чуваме за да ги зачуваме другите. Тие што се блиски со тебе ќе останат блиски во тешки времиња. Се е минливо на некој начин, не, пошто ево, очекавме дека нема да стигне кајна ситуација, ама ето дојде и се деси што се деси. Таа затвореност, не знам, ни ги отвори очи дека треба да се цениме и самите повеќе. И дека стварно ми фали да излезам и да се гушкам, да пијам и да се дружам. Многу, 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 многу. Сватив колку сакам да патувам и ако не патувам колку ќе сум тажна. Допред да се случи ситуацијава, све си земавме здраво за готово. Мислевме дека слободата што имаме си е тука за да остане за секој пат и ни се смена сега ставот. Свативме и дека може да се променет работиве во врска со загадување на светов и со тие работи. Не знам, малце чудно ми беше што цело човештво се покори ради едно вирусче. Пред се најбитно е здравје и се друго може да почекат. За се имат време, само здравјето и оние кои што ги сакаме, љубовта и енергијата се најбитни. И ако се мислиме колку сме мокни, се качуваме на месечи, на Магаро се качуваме горе. The less I know, the better, од Tame Impala. The Greatest од Lana Del Rey. Intoxicated. Bee Gees Tragic. I'm Still Standing од Elton John. Не песна, ама дефинитивно артист, Hozier. Rocketman на Elton John. Ова ја чекај, знам. Оливер Драговиќ, Вриме Божје. Веројатно, Командо од King Promise. Piccola storia de grande amore, забрањено пушење. Love is a Laser Quest од Arctic Monkeys. Changing of the Guards од Bob Dylan било исто. Killing Me Softly. Шимис. Од Ерик Клептон, Wonderful Tonight. Класиките, во главно си ги слушаме. Jingle Bell Rock. Last Christmas. Let It Snow. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Не знам. Нова во Ција сега што е. Snowman. Омилена новогодишна Santa Baby. Од Сија, Snowman. John Lennon, Merry Christmas, War is Over.
Од Elvis Presley, Can't Help Falling in Love Tonight. Не, ама од секојаш ме потсеќа на од Coca-Cola реклама, на едно на друго. Руска, брат. Руска. Руска салата. Компир салата, дефинитивно. Руска салата. Руска салата. Руска. Ни двете не се нешто препосебно. Компир салата. Руска салата, дефинитивно. Ни то. Не јадам салата. Имате на салата печурки, кисели крстајчиња и павлака. Поосвежителна. Зависи од моментот, ама би одбрала вино. Греано вино. Топла ракија, греано вино не сакам. Греано вино. Уј, топла раќа. Греано вино. Топла ракија. Греано вино. Греано вино секогаш. Греано вино. Топла раќа. Греано вино. Со цимет мало. Среќна нова година, се најубаво новава и среќни празници. Среќна нова, нека е година на здравје, среќа, љубов. Па годинава без гушкање. Среќна нова, све најубаво. Среќна нова. Еј, среќна нова! Среќна нова. Додавам година, не викам само среќна нова. Првин посакам здравје. Среќна нова и зависно од личноста, рефератче, срциња, такви работи. Заборавам да честитам. Среќна нова година. Или прам кад честич. Еј, да, среќна нова година. Исто и тебе. Среќна нова година, сме здрави и живи. Среќна нова и после као што кажи, да ти расти. До водици. До водици. Средина на јануари. Дуре општо тазе со сите, дуре се немаш видено. Па, да, после Божик веќе касно станали. Што е до мене цела година би честитал другиве да не мисле така, нека е чудно. 8 јануари, после Божик. Па, ајде да рачунаме на недела, после викаме среќни празници. До Божик, после Божик почнат честитките. Прв пат кој се видиш, треба си речиш. До водици. До 6. Да, до бабник. Обавезно, иначе после не. Никак. После Божик не. Не, никогаш. Се е со причина, така да ова е со причина некоја и ќе видиме зошто. Не, зашто сметам дека и добрите и лошите моменти се она што помагаат како карактери да се надоградиме и не би сменала. Зашто да не, дека ако се повтори тото уште еднаш, ништо, ни плюс ни минус нема да е. Не. Не. Не, таман си беше. Не беше толку страшна колку што драматизиравме дека е. Не. Не би. Не. Не, мислам дека ако ништо друго, барем кој искуство, нешто да се имат, не би требало да се рестартират. Не. Нема врска, не би ја рестартирал. Не. Јас мислам дека се случи со причина и баш 2020 беше многу голема причина да сватиме некои работи, така да она што сме сега во моментов после ова година е поради тоа што се случи 2020. Дали ја бе рестартирам? Да, бе, зашто не? Ќе ја рестартирам. Нека бегат више еднаш, што се деси, шта буде, нека буде, што е битно. Убава? Сега дур не ме праша, не ни размисли. Очекувам стварно да е година на подобро, дека сите очекуваме да е подобро. Не сакам да имам очекувања, затоа што секогаш се спротивни, не знам зашто. Очекувам до пола година да е исто и после тоа на лето сите да се распуштат. Малку полга од 2020 во овие сегменти на дружење и такви работи. Пуба. До пола слично на 2020, ама после верувам дека сите ќе сме го од синџир пуштени и ќе лудило. Се надевам подобро. За сега терат многу добро. Верувам во баланс и верувам дека после дождот идат сонце. Дефинитивно поинаква, понадежна, попозитивна. Ке уба година некако вака првиот ден од годинава, убо чувство имам за годинава. Настрана ова чипирање оше. Не знам, мислам, што и да кажам, реално ќе е многу клише. Светов дефинитивно треба поќе да ги гледат позитивниве страни, а помалку да се фокусираат сите на негативниве страни. Да функционираат секако што беше и можда малце подобро. Ево, ова со пандемијава ни одржа одлична лекција за како можеме да го намалиме загадувањето, можеме да живееме поздраво. Сите природни катастрофи што можат да се десат, да се трудиме многу повеќе да ги спречиме.
Проблемот со климатските промени што е? Здравството, обавезно и не само на глобално ниво, значи конкретно кај нас. Да сме посрекни малце и здравствено подобри. Да останат и да се промени на подобро. Целата поддршка која безусловно ја дававме и за луѓе кои не ги познававме, а знаеме дека би ни помогнале. Луѓето да се толку добри и фини колку што беа во 2020, дека сите заедно патевме. Да се дружиме пак, не знам, да се гушкаме, но луѓето да се гушкаат, сакаме и да се бацвет и да пиет. Малце повеќе свесност за земјава и за природава. Ќе имат поќе почет меѓу луѓето. Помалку војни. Љубов во светот стварно фалит. Нешто да научиме од оваа година. Да се живеет, да се журкаме ко за 2 години. Опа. Исто така, да се журкаме и да си живееме ко за 2 години, свирки, многу поиќе свирки. Да почне да се гради кино. Како ја доживуваме културата, сакам да се подигне културата. Да има повеќе места, можности и настани во кои што младите луѓе би можеле да учествуваат, бидејќи знам колку ние додека бевме во средно, колку само иницијативно сме покренувале многу работи. Да одржиме малку поиќе чистота во градот. Сакам да е почист мојот град. Да имаме некои работи со што ќе ги задржиме младиве овдека. Да се основат нешто кон МКЦ. Поиќе стриптиз клубови. Да имаат поиќе културни интернационални настани, можам да речем овај пат. Да имаме по гости да имаме од странство кои што ќе не научат како би било, кад би било. Културата, луѓето, менталитетот кој што во 2020 свативме дека не е баш во добра насока, така да мислам дека сетото треба да се попреди. Поиќе културни настани. Настани кои што многу луѓе ќе се истакнети, ќе можат да ги видат, барем Охрид ако не надвор од Охрид, што верувам дека ако се почне од Охрид може да се проширит и надвор од Охрид. Да расцудит малце затоа што е малце мртов. Во цела година, на лето е тој окей, ама ни треба ти преку година нас граѓаниве. Сакам сиве стари згради да се обноват, не да го изгубят автентичното што го имаат, туку сакам само да се посредени. Да се отворит МКЦ. Ќе одам на Бросе и ќе се пијанем и ќе се гушкам и тоа, и со сите ќе се гушкам, со сите. Ќе одам на најјаката, најголемата забава што постои. Ќе се изнажуркам. Ќе се испијанчам со многу луѓе, многу различни луѓе, ќе одам на првата журка и Ќе се испикам во голема гужва и ќе се глупирам многу. Една голема дружба. Силно би сакала да одам негде на шетање. Ќе одам на некоја свирка или на голема друженка. Надвор од држава ќе патувам. Ќе одам да се испијам. Ќе почнам да гушкам луѓе, да покажувам љубов кој што треба љубов да си ја покажана. Визита со 50 луѓе, што сега нема да направам тогаш. Ќе одам сите, ќе ги гушнам сите заедно. Сите, значи ќе речам, ела, молим те да се гушнам. Една веселба ќе направам дома. Да, ево, поканет исто. Ова го имам мислено. Не знам, не ми текст. сакам да научам да едитвам видеа. Да скијам или да бордам. Да сурфам. Да се подобрам во некој странски јазик. Ама гитара сакав да свирам, ама не знам, немам конкретно нека работа. Сакам многу да научам да свирам клавир. Ми замина. Ле, нешто многу јако беше. Многу јако. Да научам да готвам. Имам купено една игла за везење и сакам да научам да везам, дека ми стои на биро едно од 7 месеци. Сакам да научам што ќе правам со иднинава, редно ми е да одберам факултет. Да свирам синтесајзер. Уште некој инструмент, дали гитара, дали тапани. Да, сакам да научам пак да свирам на виолина. Мислам, знам, ама да се вратам малце во форма. Во 2021 се надам дека успеам да одам Амстердам. Океј, Амстердам, Виена и... Значи Шпанија. Многу сакам да одам Шпанија. Холандија. Сакам в манастир да одам. Било каде кај што ќе можам да скијам или да бордам. Филипини, дефинитивно. Сакам Романија. Велес. Хрватска морам да одам. Париз. Холандија дека имам роднини. Швајцарија или негде на планиниве. И Италија сакам да одам дека иако сум бидена ми многу во земја. 1 мај ќе ам Луково таму, знам дека ќе ми налето негде на одмор да речеме пак у Грчка пер некаде. Сакам да си скачам на Магаро, пошто не сум бидена. Загреб сакам. Сараево. Франција пак.
и Санторини, мислам се викаше она што е многу слично на во Грција. Да, Санторини. Да, јас сакам да Јапонија, пример. Швајцарија, пошто. И Закинтос, да речи. И Малта. Скопје, дефинитивно, Скопје не сум биден одамна. И Германија, се надевам. Година да се оствари до фест во Дојран и таму сакам. Не знам, Хаваи нека е. Америка, било каде. Кај сакам да одам и за Кинтос. И ако можам Париз да одам до крај на 2021. Аргентина, да, пример, за дан. Словенија. Кај другарите. Дедо Мраз од кај? Од Лапонија. Нордпол. Тато ми текна. Од Лапонија. Јам читам дека Кока-Кола го имат измислено така да не се лажам. Од срцето. Дедо Мраз е од Македонија, нормално. Па од Лапонија знаеме сите. Или од Бугарија, не знам. Дедо Мраз е некоја енергија, јас мислам. Дедо Мраз од кај? Од нашите срца. Лапонија. Од Македонија. Од Видобишта. Да. Добра, живи се Дедо Мраз е од Видобишта. Не знам. Да се римуват? Снег. Дарови. Чоколадчиња. Здравје и љубов за мојата фамилија. Елка. Шишераки. Катана. То ми беше желба за нова година, не добив за жал, ама Подароци, не знам. Вино и раке. Многу јадење. Не знам, саксофонија, стварно не знам тој. Многу ѓубре за во депонија. Не знам, стварно. 2022 негде кај свирам, да ти кажам. Австралија. На плажа, брат. Во Охрид. Не во Охрид. Амстердам во некој преинтересен клуб. Па било каде, само да сум со луѓе што ги сакам. Рим. Било каде во светов кај што имам друштво, да им крашнам на неколку дена. На брод. Да ми е блиското друштво тука, ама да е некое патување. Во Белград или во Љубљана. ако тргнит све по план, Германија. Топла колиба со оган и греано вино. Се надевам дека сите ќе се здрави и среќни и се надевам дека сите ќе прават тоа што го сакаат. Да успеат да се дружат поиќе, да се вакцинираат. Да ја покажат сета љубов што не добија шанса да ја покажат предходната година. Да останат заедно, да се сакат. Да пробаме да останеме добри, насмеани. Да си се чуват не помалку од минатава година, многу здравје, многу добро расположение и да издржиме малку све ќе е во ред. Да се живи и здрави пред се, да се среќни сите нормално. Се апгрейдниме, односно да го примиме тоа што не научи 2020 и да го искористиме во 2021. Многу поиќе здравје, само овие моменти им посакувам и секогаш да имат причина за насмевки. Да продолжите да сте среќни, позитивни, иако ситуацијата не налага на тоа. Им посакувам многу среќа, им посакувам многу здравје, дека моментално мислам дека здравјето е најнеопходно и да се ги држат најблиските блиско. Да се нервираат помалку, посмирени. Среќна нова на сите, сакам да ви посакам, многу љубов, да си останеме блиски. Ќе им посакам тоа што кажав, дека се здрави и живи. Дека после ова све што се деси некако мислам дека секој заслужи да си го најдат мирот и да ги прифаќат полесно работиве што настануваат. Следуваат добри моменти, само уште малку да се воздржиме и ќе си ги имаме. Да варат топла раки. Би им порачал и би им посакал да се држите, да издржиме за на крај, да се сакаме и да се гушкаме пак и да пиеме сите заедно, мислам, не да се делиме по четворица на маси, без везе. Овдека се гледам. Среќна нова на сите, се најдобро, многу здравје, многу успех и тоа е тоа. Среќна нова година. Среќна нова година се најубав. Брат, среќна нова година! Среќна нова и се најубав. Среќна нова, нека ни е година на среќа, здравје пред се и на безгрижни денови. Среќна нова, како што си честитам. Ау да, извини, среќна нова година. Среќна нова година, ви посакувам многу здравје, успеси, да бидете секогаш сакани, среќни, исполнети и насмеани. Среќна нова година, бата се најубав, се гледаме во новава и останете кој што сте. Охрид, хештег, бате моје. Ча, ча, ча.
bailar. Сега имам нешто да ви кажам. Не, јас требаше да го речам то? Сега ти викаш имам нешто да ти кажам. Јас треба да кажам тоа, јас мислев така треба да ми каже нешто, ќе ми кажете. Ај, сега имам нешто. Сега имам нешто да ти кажам. Само имам нешто. Без само море, добро. Имам нешто да ти кажам. Не, без везе.